Ова вечер со топ тема на ваша страна. Во собранието се брани правото на дебата или се обструира формирањето на новото парламентарно мнозинство? Го толкува ли секој од партиите собранискиот деловник според своите потреби? Потребно ли е автентично толкување на членовите 78, 79, 80 од деловникот за да се надбине собраниската криза? Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираат пратениците Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН и Стефан Богоев од СДСМ. Се потсетуваме и на станите од црниот понеделник. Како во тоа време ВМРО ДПМН го толкуваше деловникот? Зошто веднаш се отиде на пленарна расправа без комисиска расправа? Останете со нас. Ова е дебата за слушувањата во парламентот. Ги гледате секојдневно собраниските седници, меѓутоа на јавноста верувам дека не е доволно јасно каде заглави парламентот и какви се толкувањата, различни толкувања на членовите од деловникот, затоа што дебатата честопати оди во други теми и во други насоки, а според предвидувањата би можела да трае уште долго, со оглед на тоа што беа пријавени 50 говорници, односно пратеници од ВМРО ДПМН, до сега само неколку мина излегоа на собраниската говорница. Мои гости вечерва се господинот Зоран Илиовски од ВМРО ДПМН. Добре дојдовте. Добро вечер. И исто така од СДСМ пратеникот Стефан Богоев. Ви благодарам и на вас што дојдовте. Благодарам на поканата. Вие секојдневно дебатирате во парламентот, меѓутоа ретко се случува да имаме представници од двете партии за една ваква дебата и затоа ми е драго што сте тука. Она што трае веќе многу долго, иако изборите завршија, е расправата во парламентот за една банална работа на почетокот, формирање на избор на председател и комисија која ќе треба да ја продолжи понатамошната работа за избор на председател на собранието. Зошто господин Илиовски ВМРО ДПМН се најде во ситуација, дури еве денеска и самиот амбасадор Гарет рече дека парламентарното јадро, парламентот е јадро на демократијата и сегашните случувања прават против услуга за развојот на демократијата, и тој рече дека го нарушуваат кредибилитетот на собранието како институција. Се чувствувате ли дека го нарушувате кредибилитетот на собранието со тоа што на некој начин вашата, не можам да ја наречам пратеничка група затоа што не сте, ја блокира работата на парламентот? Добро вечер на сите гледачи на телевизија Телма. Мило ми што ме поканивте на оваа емисија. Би сакал да кажам дека пратеничка коалицијата на ВМРО ДПМН за подобра Македонија со другите партии што сме заедно во коалиција во парламентот, воопшто не ја блокира работата на собранието, туку сушност работиме врз основа на закони деловни кои што владеат во собранието. Согласно уставот, работата на собранието е дефинирана врз устав и врз деловник. Така да за секоја институција да функционира мора да има правила на игра. Правилата на игра за собранието се деловникот и членовите кои што се опишани во него. И ако сакаме да имаме плодна дебата, ако сакаме да имаме демократија, ние мора да го почитуваме деловникот. Јас не се сложувам со изјавата на господинот Гарет дека ние го блокираме и го уриваме дигнитетот како собрание. Да, како собрание. Дека го уриваме дигнитетот на собранието. Јас само би се запрашал дали тој би дозволил во својата земја некој тук амбасадор, тоест амбасадор од друга земја, да му дели лекции на собранието или на парламентот во Велика Британија, дали работи и како работи во текот на својата работа. Значи, прво, за да се даде таква квалификација, треба добро да се прочита деловникот и после да се дава таа квалификација. Значи, не се согласувам воопшто со неговата изјава дека ние го уриваме дигнитетот на собранието, баш напротив, го чуваме дигнитетот на собранието како институција, бидејќи ги спроведуваме стрикно деловничките членови кои што се запишани во деловникот. Богоев, зошто СДСМ дозволи да и се случи вакво нешто? Затоа што сме сведоци дека и во други земји, сега во САД, при одѓањето на власта не оди така лесно, иако според вас се е во рамките на деловникот поинаку толкувано од оно што го толкува ВМРО ДПМН, не можевте ли да предвидите дека може вакво нешто да ви се случи? Не е можеби политички морално, меѓутоа е законски на некој начин според нив. Добро, еве,
Кога веќе спомнавте на темата за мирно предавање на власта, односно мирен трансфер на власта во една нормална држава, некои меѓународни институции и организации ја толкуваат демократијата во една држава дека е зрела, дека достигнала степен на зрелост, после три последователни мирни трансфери на власт. Што значи тоа? Дека се смета дека една држава има зрела демократија ако има избори, се смени власта на тие избори, мирно помине процесот и се тоа се повтори 3 пати. Ние во Република Македонија, јас сум бил тогаш прилично млад, меѓутоа нормално. Од тоа што го знам, ние во 90-тите години сме имале мирен трансфер на власта после избори и во 2002 година сме имале мирен трансфер на власта после избори. Тогаш ВМРО ДПМН ги загубило изборите и мирно се префрлила власта на СДСМ. И во 2006 кога оваа гарнитура на ВМРО ДПМН дојде на власт, а ние бевме, нашата партија беше претходна до 2006 на власт, исто така имаше мирен трансфер на власт. И да речеме дека до тој момент, и еве да речем циклусите понатаму, тие немало промена на власта, било само потврдување на постоечкото мнозинство. Еве да речем дека после тие 3 последователни циклуси Република Македонија се сметало дека има зрела демократија. За жал, после овој изборен циклус Република Македонија се враќа назад кон незрела демократија и не е за чудење зошто одредени меѓународни организации како Freedom House ни нарекуваат земја во која владее хибриден режим. Со тоа што е ова го велите, затоа ви го поставив прашањето, можеше ли СДСМ да го предвиди и се тоа дека може да му се случи? Иако имате парламентарно мнозинство, да не можете да формирате, односно да се избере председател на собрание да се формира влада? Видете, чекорите на една разулавена власт во заминување е многу тешко да ги предвидите, иако понекогаш личат очигледни и очекувани. Сепак режимот е најопасен кога е во заминување. Ние знаевме дека ВМРО ДПМН е спремно на многу работи, меѓутоа во континуитет да го блокира собранието. Во континуитет да го крши уставот. Еве денеска е годишнина од почетокот на шарената револуција, тоа е убавата страна од годишнината, додека негативната страна од годишнината е што е една година од срамните и мизерни аболиции на Ѓорги Иванов. Меѓутоа, ВМРО ДПМН цело време вела дека тие го почитуваат уставот и деловникот. И тука се разидувањата што ги слушаме и на парламентот. Еве вие на почетокот на емисијата, така беше и најавата за емисијата, рековте дека во текот на емисијата ќе се потсетиме и на настаните од 24 декември 2012, односно црниот понеделник, ќе видиме на дело колку ВМРО ДПМН го почитува уставот. Тоа беше класичен државен удар. Класичен државен удар се случи пред една година, кога Ѓорги Иванов аболицираше 56 луѓе, од кои доминантно луѓе од ВМРО ДПМН, кои што ги имаше во содржината бомбите и кои што беа дел од работата на СЕОС, извинувам. Се разликувате во толкувањето на уставот и деловникот. Тоа е основниот проблем. Уставот нема што да се разликуваме од толкувањето, особено во делот околу давањето на мандатот од страна на председателот на Републиката на оној кој што обезбедил мнозинство на пратеници. Во уставот прецизно стои дека мандатот председателот на државата е должен. Значи таму не пишува може да одлучи, може да размисли председателот. Председателот на државата е должен да го додели мандатот на партијата или партиите кои што имаат мнозинство во собранието. Зоран Заев отиде со потписи од мнозинство пратеници, тоа се потписите на СДСМ и коалицијата, ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците, и Ѓорги Иванов одбива да го даде мандатот. Значи овде не зборуваме за толкување на устав, овде зборуваме за газење на устав и за државен удар кој што го прави Ѓорги Иванов. Истото го прават во моментов и пратениците на ВМРО ДПМН во собранието. За жал и за волја на вистината, овој деловник во некои делови, во некои членови може да се толкува на повеќе начини. И тука имаме одредени несогласувања. И јас верувам дека кога ќе се стабилизира ситуацијата, новото мнозинство предводено од СДСМ заедно со новата опозиција ВМРО ДПМН во една широка дебата ќе го прецизираме деловникот. Да, ќе продолжиме со меѓутоа, она што сакав да го кажам како поента, и со кршењето на уставот, и со газењето на деловникот,
Ѓорги Иванов како председател и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ се последната брана и барикада на патот на правдата до Никола Груевски. Истата сама вели, и Богоја вели дека има некои можеби нејасноти околу толкувањето на членовите 78, 79, па и 82 и не знам кои се уште членови. Меѓутоа, она што вие постојано го повторувате на дебатата не се можеби толку процедурите, колку две работи што постојано барате, да се откаже Заев од платформата или да оди на нови избори. Сите ова го свртевте во еден друг дух, веројатно во пресрет на локални избори кои што веројатно ќе се одржат во септември и во сакањето да направите една риторика за добивање на повеќе гласови, постојано ги повторувате овие ваши политички поенти. Не се има впечаток дека основната цел е тоа, да го избилдате вашиот рейтинг и да добиете повеќе гласови, не толку да се држите за целата процедура. Пред да ви одговорам, прво да се вратам мал коментар на колегата Богоев за аболицирани луѓе и за председателот Иванов со аболицијата. Сакам да напоменам дека како има аболициран политичар во Македонија, тој е председател на Социјалдемократскиот сојуз, два пати аболициран и со добра тенденција и веќе трет пат да биде аболициран од страна на специјалното јавно обвинителство. Така да за аболиција ќе ве молам да не правиме мојот, бидејќи прво рачистите си ги во вашите редови аболицираните председатели кои што ги имате, тој е еден председател. Да се вратам на вашето прашање. Значи, ние не сакаме да изместиме дебатата и да ја насочиме во друга насока. Всушност, дебатата е изместена со тоа што Социјалдемократскиот сојуз направи класична изборна избор. Значи, пред изборите ветуваше, како што сите партии ветуваја, разни реформи. Што знам, просечна плата 500 евра, бесплатно здравство и така натаму. После тоа, само за да дојде на власт, прифаќа платформа која што е подпишана во туѓа држава. Ова веќе, значи секоја дебата ни се повторува ова и дека јас и токму затоа ми беше прашањето, вашата цел е, значи постојано и тоа го повторувате во парламентот. Значи ние тоа го повторуваме и ќе го повторуваме. Неколку пати, секој од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ на секој излегување го повикува председателот на Социјалдемократскиот сојуз да излезе јавно на говорница и да каже што прифатило од платформата, бидејќи тој на негова изјава, значи не е наша изјава, во Сараево јавно и гласно кажа дека има прифатено тиранската платформа. Не е точно. А од друга страна, како не е точно кога на изјавата во Сараево тоа го кажа. Дека програмата на владата се состои од програмата на Социјалдемократскиот сојуз и од програмата на албанските партии. Така да тоа е, програмата на владата е идната владина програма, платформата на социјалдемократите, платформата на албанските политички партии, законот за употребата на јазици се усогласени. Значи, една работа. Подоцна само за да се држиме во ист ритам. Повелете Богоев во однос на програмата што ја кажа и Заев и што точно ќе биде програмата на владата? Програма за работа на владата, која што ја презентиравме ние како партија. И јас сега знам што ќе одговори колегата Илиовски за програмата. Тој ќе рече дека одредени политичари од албанските партии не се согласили слично. Меѓутоа, ова програма за работа на владата е произлезена после консултациите со албанските партии со кои што сега сме владеачко мнозинство во собранието. Сега, бидејќи често пати и јас и моите колеги сме го спомнувале ова на говорница, а ВМРО-ДПМНЕ повторно продолжува со истата реторика, јас оваа програма ќе му оставам на колегата. Може да му ја подарите. Може да му ја поклонам уште сега, за време на рекламите, слободно нека ја прочита. Ако најде некаде во оваа програма за работа на влада, јас ова ви го тврдам најодговорно, било какви делови од таа декларација на партиите која што тој ја зборува и неговата партија, да се вратиме, ќе остави тотално без зборови и мене и Заев. Ке може уште една дебата да направиме по тоа. Уште една, можеме уште многу. Меѓутоа целта ми е во оваа емисија да ги расчистиме дилемите околу толкувањето на членовите од деловникот. Затоа што ова со политикава и во претходните дебати постојано се повторува. Илиовски, со оглед на вашето искуство во парламентот, например, членот 78 вели: претресот по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редослед на дневниот ред. Меѓутоа вели: во текот на седницата по предлог на претседателот на собранието, на предлагачот или пратеник кој го поддржуваат најмалку 10 пратеници,
собранието без претрес одлучува по секој предлог за измени, она што го бара СДСМ, за редоследот на претресот по точките од дневниот ред. Впрочем, сведоци сме дека и во минатото постоеле такви измени, постоело почеток на една точка, па не било завршено, па дури Трајко Велјановски велел се враќаме на тоа и на тоа после. Така Значи постоело такво нешто. Да објаснам. Зошто сега е различно? Да објаснам. Значи прво, деловникот е напишан за да има ред во собранието, како и во секоја институција. Во содржината на деловникот можете да видите различни глави. Првата глава се општи одредби, втората глава е конституирање на собрание. Понатаму има глава за председател на собранието, за седницата на собранието, како течи, за давање на свечени изјави и така натаму. Во втората глава, тоест прва глава, всушност бидејќи општите одредби се општи одредби, има 3 точки. Првата точка е конститутивна седница на собранието и верификација на мандатот на пратениците. Вториот дел избор на комисија за прашање на изборите минувањата и третиот дел избор на председател и подпредседател на собранието. Значи многу јасно и гласно е напишано во деловникот по кој редослед си оди конститутивната седница. Не може да оди третата прва, првата втора или обратно. Тоа е една работа. Втора работа. Во делот каде што е опишано како се води седницата, тоест во кој тек има седницата, тоа е опишано во главата седница на собранието, во подточка или како и да ги крстиме, тек на седницата. Значи таму исто така низ разни членови е објаснето како течи седницата. Во смисла дека седницата почнува со работа во заканен термин, дека дневниот ред прво се усвојуваат записниците од претходните седници, дека дневниот ред се усвојува и така натаму и така натаму. Во делот каде што пишува за дневниот ред е тој член 78, каде што вели дека може да се мени распоредот на дневниот ред меѓутоа на завршена точка. Бидејќи во понатамошните членови од истата таа глава каде што се објаснува текот на седницата, пиши член 80, вели дека претресот по одредена точка трае се додека не се исцрпи листата на пратеници кои се пријавиле за збор. Имало примери, ова што го наведовте вие, не примери да се прекине расправата насред расправа или или пластично кажано, пријавени за говор пратеници, поминале 5 пратеници и сега момент тука завршуваме, одиме на друга точка, па се враќаме назад. Такви примери нема за редовна седница на собрание. Има. Нема. Ај кажете ги примерите за да имаме Зошто тоа го велам? Зошто тоа го велам пластично да објаснам? Ако е тоа така, тогаш зашто не е деловник на собрание? Ајде да ги објасни кои се примерите за да видиме зашто е така. Мнозинството на секоја седница кој ќе почне ќе се утврди дневниот ред, ќе почне расправата по одредена точка. Ако не ја бендисва расправата со 10 пратеници и со мнозинство кој што ги има, ќе прекини расправата по таа точка и ќе се префрли на некоја друга точка. Ако и таму не му се бендисва. Сега зборуваме за пратеници кои се делотворни. Зборуваме баш за пратеници што се одговорни, кои што треба пред се да го почитуваат деловникот и законот во Република Македонија. Кажете ми кои се тие примери? Еве вака. Стефан Богат. Ова се стенограмски белешки кои што ги води собранието од дискусиите, кој пратеник што кажал, кога кажал, Велјановски што одговорил, слично. Ова е од седница на 12 октомври 2016 година. И сега вели вака. Прво Велјановски вели: службите ми известија дека министерот не е тука и ќе дојде за 10 минути, па од втора ќе преминеме на трета точка. Имало ли дискутанти? Не, си преминал. Кога сме кај дискутантите. Сега вака. Во интерес на јавност. Седницата за пратенички прашања, каде што пратениците поставуваат... Тоа е седница за пратенички прашања, Стефан, немој да мешаш. На седницата поставуваат... Немој да мешаш. Тоа е седница за пратенички прашања. Може да, немој да кажам. Да парламентарци да не видиме парламентарни... Добро, ама и дебата е па сега, некогаш има различни мислења. Велјановски, на утврден редослед на пратеници кои што треба да постават прашања на седница за пратенички прашања. По завршување на прашањето на еден пратеник, вели: тука прекинувам со оваа седница ќе продолжиме во 15:30, а за 10 минути со новата седница која што ја закажам. Значи не да шета од точки на точки, од седници на седници шетал Трајко Велјановски. Верувајте, ова не е ниту прв, ниту последен пат што е ова направено. Го правил Велјановски често и не знам зошто мене, вас, колегата или јавноста тоа би ни изненадило кога
човекот викне и полиција и обезбедување да ги избркаат пратениците и новинарите, не па да прави што сака со деловникот. Мене она што ме плаши. Деловникот е, еве, вака, народски да се изразам, деловникот е мало дете во споредба со уставот или со законите. ВМРО ДПМН во континуитет го гази уставот и законите, по не знам колку пати спроведува државен удар со газење на уставот во оваа држава, се ги измислуваат нови варијанти со газење на деловникот, со силување на собранието, си реплицираат сами на себе. Тоа знаете како оди, верувам сте гледале, меѓутоа некои од граѓаните можеби не успеале да гледат некои од седниците. Да речеме колегата Зоран Илиовски има говор, на неговиот говор реплицира неговиот колега Илија Димовски. Па потоа му реплицира неговиот колега Антонио Милошовски, кои што се од иста партија. Па сега Илиовски, еве се извинувам што ве земам како пример, меѓутоа тој и со вашата дискусија се случи. Па сега Илиовски како контрареплика на Антонио Милошовски. Можете да замислите. Да. Целта е една и единствена. Точно. Што подолго да се обструира формирањето на нова реформска влада предводена од СДСМ, како што реков. Пратениците на ВМРО ДПМН и Ѓорги Иванов се иконата во која што овие денови Никола Груевски се крсти за да остане на слобода. Тие се последната препрека на патот на правдата и на специјалното јавно обвинителство да не стигнат до Никола Груевски и до криминалното здружение. А знаете за мене лично која е најголемата трагедија, дури ми е и жал за колегите. Додека тие се борат во собранието, ете имаат некаков став, некаква теза, еве. Зоран Илиовски смета дека е така исправно според деловникот, се залага, се бори за тоа во собранието и тоа му е право, како што и јас имам право да се залагам за членот 78. Меѓутоа, од друга страна, Никола Груевски беше недела дена на Малта, диригираше од таму седница. Во меѓувреме Сашо Мијалков го шири бизнисот во нафтена индустрија, додека пратениците на ВМРО ДПМН грчевито се борат. Во секоја дебата секој може се да каже, има право на тоа, меѓутоа да бидеме затоа и верувате мене, исто така ми е несватливо. Добро, ама да ви одговори сега. Имаме ние да за дебата до 20:30. Значи да ви говорам за некои работи, значи ние свесно тој го кажавме и не бегаме од тоа, дека ние како партија нема да дозволиме влада кој што на изборите не добила легитимитет. Па зашто тоа што деловникот збори? Значи вие не ќе дозволите влада. Една работа и за тоа ќе искористиме сите демократски и законски средства кои што ни стојат на располагање. Тоа јасно и гласно го кажам. Бидејќи нема да дозволиме луѓе кои што изгубиле на изборите, луѓе кои што го немаат заднив поддршката на мнозинството македонци во Република Македонија, да со прифаќање на туѓа платформа во туѓа држава ја редефинираат уставноста и државноста на Република Македонија. А дали вие ќе се сеќате така и како ќе се сеќате, ако случајно не дај Боже дојдете до ситуација да гласате за вакви работи, и како ќе се сеќате кога утре дури ден ќе имате етикета на предавник, тоа си е ваше право. Ајде вака, дали ќе може едно прашање само до колегата Илиовски. Повелете. Мене ми е навистина нејасно како тој и Никола Груевски, ВМРО ДПМН, знаат дека мнозинството македонци гласале за нив. Мене ми е нејасно тоа навистина, бидејќи на ливчето, извинете, бидејќи на ливчето гласачко не пишува дали е некој македонец, албанец, ром, турчин, србин, бошњак. Добро, во вашата коалиција имате од сите. Да, имате од сите етнички заедници, малцинства. Како тоа така си го припишувате? На крајот на криштото, колега. Имате ромска партија, српска партија. Дали е тоа битно? Член на извршниот одбор, граѓани? сегашниот пратеник Мукарем Зекири, кај што каже дека ние со нашето делување во нашите гласови имаме негде околу 60 до 70.000 албански гласови. Значи не го кажавме ние, дали прави разлика ако е некој албански глас, ромски глас, турски глас или македонски? Гласот е глас, тоа се гласови на граѓаните на Република Македонија. Во однос на победникот, Уставот наоѓа и препознава еден победник. Тоа е оној кој што има мнозинство на пратеници обезбедени во собранието. ВМРО ДПМН нема мнозинство. Ние имаме мнозинство
кое што го обезбедивме со останатите политички видите, господин Илиевски, ова прашање кога се отвара од страна на ВМРО-ДПМН е прашањето, вие имавте шансата да направите парламентарно мнозинство, меѓутоа заради платформата не го прифативте. Тоест нема да направиме влада по секоја цена. Меѓутоа од друга страна, кога веќе сте решиле дека не прифаќате влада по секоја цена и кога ви е јасно дека одите во опозиција, значи сега таа е реална ситуација. Зошто се уште вие не дозволувате тоа да се случи? Значи таква еден нормален трансфер на власта. Го разбирам, и ваше е правото во парламентот да се изјаснувате како пратеници. Меѓутоа еден ден ќе мора да се смени власта. Ако правиме некоја математичка формула колку време секој од тие пратеници што се пријавиле од ВМРО-ДПМН, колку би траело уште таа расправа? Значи, до летото или до есен ќе може да ја предадете власта. Ако не кочат со процедурални забелешки, оваа точка може да заврши за, што знам, 2 недели од прилика би завршила. Така. Меѓутоа и од тука се гледа намерата на Социјалдемократскиот сојуз. Ако остава да заврши точката, ќе се избери комисијата за прашање на изборите и именување, така да седница да може нормално понатаму да функционира. Меѓутоа, ние пред сето тоа да се случи и во текот на целата работа, не смееме и не сакаме да дозволиме да се лажат граѓаните. Значи, да се разбереме. Едно е програма пред избори, друго е програма после избори. И ние тоа и го кажавме. Со сите демократски средства ќе се трудиме да тоа не се случи. Решение нудиме. Знаете како е чудно? Има две опции. Видете, партија што била 10 години во влада со албанска партија како што е ДУИ, се уште сте во влада, зашто? Ние немаме ништо против албанците. Ама вие видите, кога зборувате за гласовите, тогаш им велите на нив дека има 30.000 албански гласови, како тие да се најлошите гласови. Значи ние немаме ништо против албанците. Кога зборувате за вашата коалиција и се уште функционирате во таа коалиција. Овие 10 години 11 додека сме на власт, не сме ги делеле граѓаните на албанци, Ама сега македонците се сега загрозени според вас. Значи не сме ги делеле кога сме правеле. Ама сега се албанските гласови лоши. Не рековме дека се лоши. Ама рековте дека имате мнозинство од македонските. Што е разликата? Која е СДСМ на изборите нудеше една програма, после изборите нуди друга програма. После изборите нуди менување на знамето. Не, тоа веќе го разјаснивме во претходните дебати, да не се враќаме на тоа. Дали ќе може да го разјасним? Како го разјаснивме кога вели нивниот лидер вели дека е прифатен законот за јазици. Еве вака. Нека излезе, нека каже што е прифатен. Јас вас ве разбирам дека постојано сакате да се враќате на истото прашање. Тоа е прашањето на И ќе се враќаме додека не се рачи. Меѓутоа јас овој пат ве викнав на дебата за разјаснување на деловникот. Ако сакаме за дебата, тогаш за дебата за деловникот. Да ве потсетам, еве, на слушувањата на црниот понеделник, кога ВМРО-ДПМН вие во тоа време и двајцата не бевте пратеници, меѓутоа верувам дека од останатите колеги Јас бев пред собранието тогаш. Добро, сте добили информации во однос на таа седница. Во тоа време ВМРО Значи вие сте биле карши. Во тоа време ВМРО-ДПМН без комисијска расправа го става буџетот на пленарна седница. Според СДСМ во тоа време ВМРО-ДПМН прекршува одредени деловнички членови. Александар Манасиев направи прилог во однос на ова, па еве да се потсетиме во наредниве 6 минути што се случуваше во тоа време и дали сега ВМРО-ДПМН размислува поинаку од тогаш. Колеги пратеници, вака се, да се работиме по деловникот, а не како некому текнал. Собранискиот деловник, еден ден за пратениците е устав и закон, друг ден со него се однесуваат не баре само парче хартија, кое секој го толкува на свој начин. По деловникот по се изгледа има рецепт како да се забрза некоја постапка, но и рецепт за тоа како да се успори истата. СДСМ во моментов во деловникот гледа излез од кризата и експресен пат до избор на председател на собранието, повикувајќи се на членот 78. Собранието без претрес одлучува по секој предлог. Не може да одлучи дали ќе одлучува или не. По секој предлог се гласа за измени во редоследот на претресот. И затоа нема потреба од нервоза, која мене ми е сосема јасна. Самите сте го збибериле тоа што сега го жнеете. ВМРО-ДПМН пак истиот документ го користи, бранејќи го принципот на дебата. Два члена од деловникот, кои што очигледно колегата Спасовски не ќе да ги види. Првиот е член 80 став 2, каде што вели претресот трае додека не се исцрпи листа на пратеници кои се пријавиле за збор. Трае додека не се исцрпи листа на пратеници кои се јавиле за збор.
И второ, а поврзано со оваа работа, член 79, став 1, кој што вели собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно тело и законодавно-правната комисија не зазеле став. Во деловникот има уште еден член, 82, во кој стои: Собранието, претресот по секоја точка од дневниот ред може да го заврши со донесување акт, донесување заклучок или прост премин. СДСМ не го потенцирале овој факт, но опцијата наречена премин во членот 82 дополнително го отвара патот за барањето да се премине на точката за избор на председател. Сегашната дебата, но и во минатото покажа дека се зависи од тоа кој и како го толкува деловникот. Неполни 5 години предходно улогите беа сменети. На ВМРО-ДПМН му се брзаше приносење на буџетот, а од СДСМ бараа дебата, поднесувајќи 1000 амандмани. Следеа кавги во комисиите со меѓусебни жестоки препукувања, како имаше и други жртви покрај деловникот. Цветанка ме удри по раката, не знам како удирање. Меѓутоа, ми го скршија ноктот. Морав да го обезбедам, зашто немам ножички да го исечам, за да не се закачам негде и да си направам некоја беле. И најчувствително место е. Деловникот и тогаш беше топовско месо за време на жестоката собраниска дебата. Ова што Социјалдемократскиот сојуз во моментов го прави е вонделовнички пуч во Република Македонија. Ова во моментов што го прави Социјалдемократскиот сојуз. Господине Ѓорчев, и ова вие што го правите нешто слично. Тензиите растеа од ден на ден, подгревајќи атмосферата до точка на вриење. Прашање е на денот кога Владко Ѓорчев ќе си ја земе и говорницата дома. Илија Димовски не баре пророчки најави што ќе се случува во наредните денови. Вие сте заборавиле како изгледа ВМРО-ДПМН, кога е силно одлучна и силно посветена да спроведе одредена работа. Вие сте заборавиле што значи ВМРО-ДПМН во опозиција. Извинете, но се повеќе и се повеќе не терате да се однесуваме онака како што граѓаните бараат од нас. А се случи незапамтен преседан, исфрлање на новинари па исфрлање на пратеници, за на крајот, без дебата и без многу галама да се донесе буџетот. Се што му претходеше на црниот понеделник може да се нарече најмалку деловнички преврат. Буџетот влезе на пленарна расправа со прекршување на неколку клучни деловнички одредби, пред се безвалидни записници од дебатата во комисиите. По црниот понеделник, ВМРО-ДПМН се обиде да го објасни брзањето, ставајќи го деловникот под чергиче. Мнозинството на членови ги носат одлуките. Што ако, не дај Боже, му се случи нешто физички на председателот на комисија? И си има тоа. Ако му се случи нешто, има заменик, ако му се случи нешто на заменикот, му се... Кој ги носи одлуките во комисиите? Во комисиите... И се утврдува пратеник. Во комисиите одлуките ги носи мнозинството. Ама господине Димовски, вие пред малку рековте, ако на некој му текне да седне на спикерското место, утре може да му текне на некој друг да ми влезе дома мене или вас и да не сноси последици за тоа. Ако на некој му текне еднаш да не го почитува деловникот, може да не го почитува и утре и задут. 5 години подоцна, ВМРО-ДПМН повторно го држи деловникот во рака, но спротивно декември 2012-та, овој пат за како што нагласуваат одбрана на правото на дебата. Дилемата е дали е обрат на потребата да ја кренат рачната кошница и да го успорат целиот процес. Нема сега ние само по еднава патека ќе одиме. Не, собранието оставил 2 патеки. Не може да ја затвориме еднава патека. Зошто? Зашто на некој му се брза. И да се ускрати можноста да се искажат пратеници. Пратеник Илиовски, што е разликата од тогаш до сега? Со оглед на тоа што деловникот поинаку тогаш во ВМРО-ДПМН го толкувал, факт е дека се бара дали расправата во комисија или не, сега не е ни дојдено до комисија, меѓутоа не пречело да се донесе буџетот и директно на пленарна седница. Без многу дискусии, па камоли реплики. Значи, видите, тогаш јас не бев пратеник, така да не ги знам изворно работите како се случуваја, меѓутоа колку што јас знам, тогаш постоеше еден деловник,
а после случувањата на околу буџетот во таа година, се седна и се извршија некои измени во деловникот. Всушност и деловникот е, да речам, документ кој што со текот на времето, ако се увиди дека има проблеми во функционирањето, низ дебата и заеднички договор на сите, да речам, политички партии, тој може да се измени. Не е таа света книга кој што не може да се промени. Така да, за сега можам да кажам дека ова што се работи во собранието, се работи врз основа на деловник. Значи, не можеме ние да скокаме една точка да преминеме на избор на председател на собрание, а претходно да не биде оформена комисија за прашање изборите и именувањата. Зошто? Заради тоа што во деловникот е напишано дека предлог за председател на собрание даваат 20 пратеници или комисија за прашање изборите и именувањата. Кој е тој кој што ќе му искрати правото на комисијата за прашање изборите и именувањата да даде предлог? Само да ве потсетам. Нити сме и такво нешто се случи. Добро што колегата ја извади реченицата, она говорат од Илија Димовски дека мнозинството, односно пратениците одлучуваат. Па дури ни председателот ни комисијата не е најбитен. Ако тоа го примениме во сегашната ситуација, значи, не мора да трае вака. Мнозинството одлучуваат во работата на комисијата, каде што детално не се опишани текот на работите на комисиите. Има некои комисии каде што се подетално опишани, нарочито комисијата за финансирање буџетот после случувањата каде што се дефинира времето на говор, колку може да трае расправа и така натаму, меѓутоа во другите комисии, а нарочито тогаш кога тоа се случуваше, не беа дефинирани текот на работите во работата на комисијата. Но оваа комисија? Ова не е комисија, ова е собрание и на текот на седницата на собрание е дефинирана по деловник. Кога ќе дојде работа комисијата, ќе си работи како комисија. Сега во овој момент не можеме да го скокнеме изборот на комисија за прашање изборувањата. Бидејќи, пак ќе кажам, текот на конститутивната седница е пишана во посебна глава. Второ, председател, кандидат за председател на собрание даваат и 20 пратеници, други 20, трети 20 и комисијата. Не можете да муускратите правото на комисијата. Не смееме да муускратиме правото на комисијата. И затоа таа мора да се избере. Богоев, сметате ли дека ВМРО ДПМН има различни аршини со оглед на тоа во каква ситуација се наоѓа? Јас прво не можам да ги разберам аршините на колегата Зоран Илиевски. Тој пред неколку минути рече дека можела седницата, доколку ние процедурално не сме се јавувале, да заврши многу брзо, односно рече за 2 недели, а неколку минути пред тоа рече дека ќе ги искористеле сите демократски средства, како што го рече, го цитирам, сите демократски средства да спречат да се формира влада, формирана од СДСМ, Зоран Заев како мандатар. Така да, јас не разбирам, дали Зоран Илиевски сака за 2 недели ја заврши седницата и да имаме влада, нешто што е неминовно. Тој кажа дека е реален тој а од друга страна вели дека ќе направиме се за да не дозволиме да се формира таква влада. Зошто? Затоа што таа влада ќе направила, не знам што, ќе сменила символи. Еве јас ви кажувам уште еднаш, иако е кажано 1000 пати од представници на партијата од која што доаѓам, еве ви кажувам и јас, кажувам и на граѓаните. Нема да се смени ниту јазикот, ниту името, ниту ќе се смени знамето или химната на Република Македонија. Ниту пак некој ќе биде казнет затоа што не знаел да зборува албански. Мислам, замислете кој нонсенс. Некој ќе сме го казнеле, државата ќе го казнела ако не зборувал албански. Лудост и глупост. Добро, меѓутоа да се вратиме на процедурата која за време на црвениот понеделник е една, сега друга. И на процедурата. Јас фактот дека ако се менува деловникот тогаш се согласувам со Илиевски. Прво ние не сме биле пратеници во тој мандат, бил и друг деловникот, меѓутоа еве јас кажав дека тој ден бев надвор пред собранието на протести во заштита на уставот и на демократијата, а Илиевски кажа дека исто бил, претпоставам не бил од мојата страна, бил од контрапротестите, односно ако сум бил јас таму за заштита на ако сум бил јас во заштита на различно сте толкувале што треба си суди јавно. Видете сега. Добро, очигледно и во тоа време имаше. Јас не влетувам во збор. Ви сакам да ме оставите да се искажам. Ако сум бил јас од страна на уставот и слободата и демократијата, претпоставувам Илиевски бил на контрапротест, односно контра тоа. И вие само да знаете кога не провоцирате дебата, ќе добиете дебата. Без разлика провоцирале или не провоцирале дебата, и граѓаните и вие сите ние овде во студиото, оние снимки што ги видовме од 24 декември, прво влечење, тегнење и тепање на новинари, значи седницата на собранието која е по устав јавна, ја правите да биде тајна, значи тука извршителите го кршат уставот,
и бркањето на пратеници, што би се рекло, да ми извините на речникот, на клоци, и влечењето на пратеници за уши по земја, мислам дека не треба да го толкуваме ни по деловник, ни по закон, ни по ништо. Само здрав разум да вклучите и ќе сватите дека тоа не може и не смее да биде никаде така како што се случило овде. За жал сега продолжува насилието и јас повторно ќе кажам, не е целта ниту да се почитува деловникот од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, не е целта ниту да имаме плодна дебата, мислам, видите која иронија, бараат дебата оние кои што ги избркаа пратениците и новинарите за да не дебатираат, и бараат дебата оние чиј лидер не е појавен на ниедна дебата. И целта нивна е јасна. Не смее да се дозволи да има реформска влада, не смее да се дозволи да има реформи во судството, и не смее да се дозволи да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство. Впрочем, представници на ДУИ тоа... Ќе продолжиме со дебата. Представници на ДУИ тоа и го спомна, дека само специјалното обвинителство било кажам што е проблемот. Проблемот вие ни кажувате, тоа е проблемот, Стефан. Луѓето не веруваат. Народот сте го излажале безброј пати до сега. Сте го излажале за знамето, сте го излажале за името, сте го излажале сега за изборите. Знаете што, само да ве потсетам дека вие ми кажувате. Илиовски, само да ви кажам. На минатата дебата директно го праша Николовски зошто тогаш во коалиционата влада се донесе и законот за јазиците и се амнестираа хашките случаи. Вие ниту ВМРО-ДПМНЕ тоа не го кажуваше пред да дојде на власт. Не кажа дека ќе ги амнестира хашките случаи, не кажа дека ќе милиарда работи и милиарда евра како се проверување на уставноста и државноста на Република Македонија. Дали дефинирањето со 2/3 се прави во собрание. За тоа се работи. Се работи за носење на јазик, официализирање на јазик на територијата на целата држава преку носење на закон. Ова е причина за гледачите да останат со нас и по рекламите. Продолжуваме со дебатата, иако овдека дефинитивно секогаш кога се СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ темата е дали СДСМ ќе се откаже од платформата и дали ќе иде на избори или пак ВМРО-ДПМНЕ дали ќе дозволи трансферирање на власта. Сепак јас, Иве, господин Илиовски, да ве вратам на следново. Она што беше нелогично е зошто не формиравте пратеничка група. Зошто не формиравте пратеничка група? Сметавме дека во овој момент нема потреба од формирање на пратеничка група. За да можете да дебатирате во превод, вака и да се реплицирате? Видете, деловникот, пак ќе кажам, е документ по кој што треба да работи секоја институција. Со неформирање на пратенички групи се остава поголема слобода на пратениците да се искажуваат и своите говори, реплики да даваат и така натаму. Така да оценивме дека во овој момент нема потреба од формирање на пратеничка група. Од каде порив толку за реплицирање едни на други? Со оглед на тоа што во минатото не бевме сведоци на такво нешто. Денеска невладината МОСТ исто така даде еден податок во однос на носењето на законите, дека тие во претходниот собраниски состав дури 93% од законите биле донесени по предлог на владата. 70% биле по скратена постапка. Значи немало вакви дебати, покажало истражувањето на МОСТ. И велат дека загрижува фактот што најголемиот дел од законите биле носени без суштинска дебата и анализа. И како пример посочена седницата на 23 февруари кога биле донесени 40 закони по скратена и една поитна постапка. Значи вашите пратеници и вие бевте во претходниот мандат кога е направена анализата, немало вакви дебати, немало реплики, немало толкава демократија, како да речем, во вашата партија. И сега одеднаш добивате порив за вакво дебатирање. Само еден мал коментар за тие 40 закони што се донесени во еден ден. Јас бев таму пратеник, значи тоа се работеше за усогласување на законската регулатива. Добро, еве да не се тие 40, не се работеше за суштински промени, туку заради некој закон што е основен, другите закони треба да се адаптираат спрема него. Инаку точно се сложувам дека законите што повеќе се дебатира за нив се носи како поквалитетен закон, што е нормално. Секој ќе си каже некој мислење и ќе се излечи максимумот од сите тие мислења и предлози. Ние во случајот не користиме ништо ново и непознато. Во случајот ние го правиме тоа што кандидатот за председател на собранието од страна на Социјалдемократскиот сојуз и новото што парламентарно ниво мнозинство, значи поранешниот министер за одбрана го користеше
при носење на еден закон, кога председател на комисијата беше пратеник од Социјалдемократскиот Кога молчеше тоа Џафери да посетиме? Цветанка, како се презиваше, саке се извинувам. Не ми текнува моментот. Значи, истото право кој што тогаш се користеше, ние си го користиме, правото на говор. Значи, ништо ново, ништо непознато во никоја западна демократија. Која е целта? Дали е целта квалитетно дебата или е целта блокада на новата влада? Која е целта? Дури, само да се доискажам, ќе се вратам. Дури и западните демократии го познаваат овој начин на... Добре, јас кажав на почеток дека се случувало, не е непознато. Меѓутоа, која е целта, прашува? Која е целта? Ние јасно и гласно кажавме дека ќе искористиме сите законски можности кои што ги имаме да Социјалдемократскиот сојуз го изваиме на чистина пред граѓаните. Јасно и гласно да кажат. Јасно и гласно да кажат кого го излажале, македонците или албанците. Јасно и гласно да понудат програмата кој што сега сакат да ја спроведат. Еве програмата Ве молам сега, значи програмата што сега тие ја изваја програмата после притисокот на јавноста и од кога граѓаните почнаа да реагираат на нивната намера за промена на уставноста на Република Македонија, за да на еден начин направат една камуфлажа, ние ова е програма. Прво, ова не е програма. Ова е програма за некој куќен совет. Програма е толкава. Тоа е програма на влада. И таа програма се гледаше пред изборите. Второ, тоа што сега сакат и што го имат прифатено и кој што нивниот лидер на неколку пати јавно го кажа дека е прифатена албанската платформа, дека е договорен законот за јазици. Јавно кај не кажавме ние. Нека излези нивниот лидер. Нека излези нивниот лидер на говорница, нека кажи што е прифатено. Не бараме ние ништо ново. Прво, не е точно ова што го кажува колегата Илиовски. Јас ви тврдам повторно, по илјадити пат, тоа го каже и Заев лично и персонално во интервју, никаква промена нема да има ниту на името, ниту на знамето, ниту на химната. Тоа граѓаните да бидат спокојни. Ниту јас лично сметам дека треба да има промена, ниту било кој во мојата партија смета дека тоа треба да не може да се променат работи со уставот ако и ВМРО ДПМН не гласа за нив. Сега, дозволете во интерес на јавноста да видиме кој што договорил. Ова е документ од влада на Република Македонија, секретаријат за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Скопје 2015 година, кога ВМРО ДПМН е уште на власт, најверојатно и Груевски е уште премиер. Во препораките, значи ова е државен владин документ. Една од препораките вели: усвојување на нов сеопфатен закон за јазиците со кој треба да се појасни значењето на амандман 5 од членот 7 на Уставот. И уште поинтересно, за она што го кажуваат овие војводите големи и ќосињата од ВМРО ДПМН, една од препораките, повторно ќе кажам, на владин државен документ донесен од владата на Никола Груевски, вели да се разгледа можноста за една сеопфатна дискусија во врска со националните символи и обележја. Национални символи и обележја, знаеме многу добро дека се химната, знамето и грбот на државата. Јас ви тврдам одговорно, ништо од тоа никој нема да го чепне и никој не смее да го промени и нема да го промени. Дали сте запознати со овој документи, дали и ВМРО? Еве може и овој документ да му го дадам на Илиовски, ако сака дека колегата е запознаен и денес во собранието имаше дискусија за овој документ и јасно и гласно се кажа дека тој документ е изготвен во секретаријатот за рамковни договор, меѓутоа тој не е поминат на влада. Тоа е битно прашање, дали е поминат или не е поминат? Така да ќе ве молам да не ја извртуваме вистината, да не кажам некој погруп збор, да не лажем. Ова е само предлог до владата. Значи ова е предлог кој што се изготвил секретаријатот за рамковен договор, за кој што се потрошија, кажавме ние, околу 500.000 евра, нешто за консултантски услуги се потрошија за канализацијата во Рачиново или за водоводот во Тетово, ќе имаме повеќе ќе. Добро, меѓутоа вие бевте во истата влада кај што се потрошиле 500.000 евра, кај што можеле да ги спречите веќе ако сме кај парите. Не е поминато на седница на влада, не е дискутирано по документ и овој документ не е во официјални документи. Дали може така да не извртуваме. Една работа ме интересира, бидејќи спомнува колегата Илиовски, лидери, председатели, го спомнува Заев. Мене ме интересира една дилема, ја се надевам колегата Илиовски ќе расчисти за мене, бидејќи и граѓани ме прашуваат вака низ град, што би се рекло, низ чаршија кога ќе се видиме. Мене ми е нејасно лично како Никола Груевски од некои ниви, од некои сокачиња и патчиња низ Македонија, вели дека битката се водела во собранието,
борбата за Македонија се водела во собранието, замислете, а дава изјавата од некоја нива, а самиот тој е пратеник. Сега вие го повикувате Зоран Заев, кој што е секој ден таму, вие седите до него, столче до столче. Неколку пати вам речено. И често пати изборувате вака во неофицијален разговор, бидејќи јас седам тука, а никако колега не ви текнува една вас или вашите претенција, речете, чеге бе мајко му стара, каде е лидеров мој, каде е Никола Груевски. Ние седиме овде, го браниме Груевски, му ги браниме бизнис интересите и криминалот, тој отишол на Малта една недела. Вие седите во собрание, Никола Груевски пратеник исто како вас. Никола Груевски во моментов е мој ваш колега пратеник. Дава изјава од не знам каде низ Македонија, вели битката клучно се води во собранието, а генералот на едната од војските од армиите не се наоѓа на бојното поле. Јас Догледно тоа што ви беше директно поставено прашање. Мене е јасно уште една работа, дозволете, па се надевам ќе ми одговори колегата. Како тоа во оваа држава со месеци се зборува за федерализација, кантонизација, двојазичност и поделба на државата. Единствени 20 дена кога не се зборуваше оваа тема беше кога мандатот беше кај Никола Груевски. Тогаш не го користевте зборот платформа, не го користевте зборот федерализација, кантонизација, ништо од тоа во тие 20 дена не спомнувате. Нели е тоа сумнително? Значи вака. Ама и на двете прашања, ти вака двајка се поставуваат, тој што треба да одговори се бира што е полесно. Прво да одговорам на второто поставено прашање, па ќе се вратам на прво. Значи дали се зборало или не се зборало за кантонизација додека ние правевме влада, тоа е работа кој што да се вратам, можда нека било и по ваше дека не се зборувало. Значи ние како партија јасно и гласно кажеме дека влада нема да направиме по секоја цена. И ние не прифативме ни кантонизација, дека само СЈО пречело, дека се друго било прифатено. Што велиме, така? И што направивме? Ако беше така, добро, за танго треба двајца, едниот партнер од тангото ваше вели дека сте прифатиле се. Ете хипотетички, то сето ти што викаш, ние досега имавме влада. Не. Меѓутоа, ние проблемот е специјално јавно обвинителство. Тоа е каменот на сопнување. Да се доискажам така. Значи Стефан, ако ние прифатевме кантонизација, федерализација, промена на уставноста, правење на македонскиот народ геноциден народ, што вие го имате прифатено и вашиот лидер јавно го кажа вашиот лидер во Сарајево и на неколку други места, ако ние тоа го прифатевме, ќе направевме влада. Ние влада немаме направено. И јавно кажавме, влада не правиме под секакви услови. И тоа услов специјално јавно обвинителство. И тоа си стоиме на нашето. И да ве вратам кај Груевски. И втора работа. Да, еден од условите велат било и Груевски да не биде премиер на таа влада. Вика за да ве тоа не име битно, премостница во првото прашање. Што велате една работа. Факт е друго. Дека ВМРО ДПМН не направи влада бидејќи не кеше да ги прифати условите кои што му беа понудени. Тоа е факт. За специјалното јавно обвинителство. Е уште поголемо сега. Што СДСМ и Заев прифати за да ги добие подписите, за да ги добие подписите, што прифати за да ги добие подписите на власките партии. Сега да му одговорам дали лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски е во собрание или не, е многу важно, колега Богоев, не е важно дали е или не е. Важно е кој што придонесува за ова Република Македонија. Тоа е многу важно. Вашиот лидер може цел ден да седи таму на столчето, меѓутоа не се охрабрува да излези да кажи тоа му е работа, пратеник ќе мора да биде во собрание. Како може да кажете не е битно кој каде. Втора работа. Секој треба да е на своето работно место. Исто така да кажи. Замислете Луперска да не е овде на работното место. Значи го повикувам исто така да објасни како во време на режим тој и неговата фамилија и фирмите блиски до неговата фамилија свртиле 200 милиони евра обрт во време на режим. Добро, сега за да не одиме прашање контра прашање. Сепак не ми јасно зошто Груевски сте разговарали како пратеници, не како да ве наречам сега како ВМРО пратеници, зошто тој не доаѓа на седница? Не е дека не доаѓа. И во која функција денеска ви даваше изјава или кога посетува одредени места која кажува? Како председател на ВМРО ДПМН. Аха. Јас имам впечаток дека некојаш изјавите ги дава мислејќи дека се уште е премиер во однос на ветувањата што ги дава. Председател на ВМРО ДПМН изјавите ги дава како председател на ВМРО ДПМН. Ние како владајачка партија во овие 10 години имавме програма кој што ја понудивме на граѓаните и таа програма ја реализиравме, негде повеќе, негде помалку. И тоа тие изјави се во таа насока.
Значи човекот како председател на ВМРО ДПМН излегол пред граѓаните и рекол: "Луѓе, ние како партија ова ќе го направиме." Да, ма веќе не се во предизборна кампања или заврши избор. Правиме муавет за проекти кои што се биле ветени и кои што сега се реализираат. И нормално дека даваме отчет за тоа што е направено. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа дебата. Топ тема на ваша страна на социјалните медиуми побара став и од граѓаните за тоа дали со натегањето на партиите околу толкувањето на деловникот и долгата дебата за избор на комисијата се прани бравото на дебата во собранието или се обструира формирањето на владата. Тамара Гранчаровска ги има одговорите од оние кои напишаа нешто на нашиот зид. Трета недела поред пратениците дебатираат со реплики и контрареплики за претходно веќе договорената меѓу партиите комисија за избори и именување. СДСМ во обид да го бајпасира тоа побара да се премине на точката избор на претседател на собранието, па потоа да продолжи со дебатата за комисијата. ВМРО ДПМН најостро се спротивстави на тоа и во минутажата од собраниската говорница се вклучи и расправа за деловникот која трае веќе неколку дена. Топ тема на ваша страна во контекст на оваа ситуација го постави прашањето дали во собранието се брани правото на дебата или се обструира формирањето на новото парламентарно мнозинство. Одговорот на Петар Делјан е дека во политиката се е дозволено доколку се игра според правилата, кога СДСМ бойкотираше цела меѓународна секрена, а сега само критики напред ВМРО. Сашо Мержановски смета дека формално секој пратеник има право на дебата, на реплики и контрареплики во собранието, но според него сегашнава папагал ситуација се искористува максимално за обструкција, зашто тие што го прават тоа нема никогаш да признаат дека ова го прават за некои нивни цели и дефокусирање на јавност од криминалот, судските постапки и суштинските прашања. Боја Рисмани на Фейсбук ни напиша дека и самите ВМРО-вци знаат дека не се брани никакво право на дебата. Крајот на дебатава ќе си дојде, после ќе видиме каде ќе бегаат криминалците од ВМРО ДПМН, напиша Исмани. На нашето прашање стигнаа многу реакции од твитерџиите. Лина Лу напиша: собранието го представуваат пратениците во него, гледајќи го нивниот интелектуален и морален капацитет, добро е што постоиме. Тоа ќе остане така се додека гласаме за партии, а не за личности. Ставот на Зоран Јовановски е дека во собранието се врши злоупотреба на позитивно правните прописи или во конкретниот случај собранискиот деловник. Според него во собранието ние немаме ниту политичка, ниту парламентарна криза. Имаме само криза на совеста, која е невозможно законски да се регулира ниту со собраниски деловник, ниту со било кој друг правен акт. Голем дел од твитовите беа во насока дека она што се случува во собранието е за одбрана на раководството на ВМРО ДПМН од кривично гонење. Одговорот на Гус Фринке дека се обструира цела Македонија, не само неговото мнозинство, се со цел да се спаси врвот на ВМРО ДПМН на чело со Груевски да не заврши в затвор. Ставовите на твитерџиите Think Tanter ГК се речиси идентични. Тие сметаат дека се прави обструкција и се брани криминалното раководство на ВМРО ДПМН да не оди во затвор, а со цел да истече мандатот на СЈО за покренување кривични постапки. Никнейм Оцене напиша: во собранието се брани криминалот и неправдата, додека ставот Ненди Дуфрен оти режимот си ги брани криминалите и власта, ништо друго, но според него највиновно е мнозинството бидејќи дозволи ова да се случува. МТ Персона пак смета дека целта е обструкција на собранието се со цел да истече мандатот на СЈО и да можат преку уставен суд да го укинат, се со цел да се спаси врвот на ВМРО ДПМН. Твитерџијата со никнейм Го чекам Ќосето на нашето прашање констатира дека дебата е спротивставување на ставови и мислења, а не во реплики потполно согласување со ставот на говорникот. Шарлатанството царува, додава тој. Според темпото со кое досега се одвиваше дебатата за избор на Собраниската комисија за избор и именувања, математички пресметано таа би требало да заврши за неколку месеци. Ако во меѓувреме не се смени ништо, најмалку уште толку потоа би траела и дебатата за избор на претседател на Собранието и конституирање на парламентот. Да дополнам и дека Гоце Милевски напиша дека станува збор за конститутивна седница, не станува збор за комисиска или собраниска седница за да има реплика и контрареплика. Меѓутоа ова се ставови на граѓаните. Каков е планот на СДСМ? Знаете, минатиот пат кога ваш представник беше на дебатава, кажам многу брзо ќе има разрешница на ситуацијава. За кусо време ќе се реши ситуацијава и ние очекувавме дека неделава ќе разговараме за нешто друго, меѓутоа тоа не се случи. Има ли СДСМ решение, меѓутоа дали има конструктивно решение кое нема да предизвика немири, несогласувања, протести на улиците и слично, или насилство во собранието, а која ќе може да ја реши ситуацијата и какво е тоа решение? Протестот е право на секој. И јас немам ништо против тоа, нити јас, нити партијата, некој да протестира за одредени своји ставови. Меѓутоа,
ние играме внимателно во изминатиот период, бидејќи не сакаме да влеземе во насилното сценарио кое што веруваме дека е посакувано за Никола Груевски. Зошто е посакувано? Оние кои што сакаат да си го зацкријат криминалот, оние кои што сакаат да сокријат дека го згазиле уставот, ги скршиле законите и ги краделе парите на граѓаните. Најдобро функционираат во хаос, најдобро функционираат во анархија. Ние тој луксус на Никола Груевски нема да му го дозволиме, ниту пак ќе дозволиме преку хаосот што го прави на улиците и во собранието и кршењето на устав што го прави со Ѓорги Иванов и недавањето на мандатот, да му бидат фактор на вагата, тежина на вагата, за да седни да се договара за некаква амнестија и да избега од одговорност тој и криминалната врхушка околу него. Ќе бидете трпеливи, ќе чекате сите да реплицираат, да дебатираат? Да бидат спокојни. Нема да ги чекаме сите докрај бесконечно да наоѓаат цело време закачки и рачки. Оти ова е само за комисијата, потоа одат наред и други работи. Така е. Тоа може да трае во неделја, да. Илиовски, дека ќе ги искористат сите механизми да не дозволат да се формира реформската влада. Меѓутоа, ние од друга страна не може и нема да молчиме. Меѓутоа, се надевам и вие ќе ме сватите. Дел од деталите и плановите не можам да ги кажам овде, посебно не пред Илиовски. Знаете, кога вака најавувате, очекуваме дека ќе има нешто, некаква разврска. Ќе има разврска. Од друга страна, Ахмети рече нема светло на крајот од тунелот. Видете, разврска секако ќе има. Значи, патот е тој. Тоа го избраа граѓаните. Ова мнозинство во кое СДСМ учествува со 49 пратеника е поддржано од преку 700.000 гласачи и патот е тој. Мирен трансфер на власта мора да обезбедиме, меѓутоа ние, очигледно затоа што Груевски не сака да направи мирен трансфер на власта, мораме да бидеме внимателни, мораме да ги темпираме чекорите и да ги дизајнираме да бидат навремени, да не бидат во исто време насилни. Не сакаме да дозволиме во оваа држава да има хаос и насилство, бидејќи знаеме дека тоа криминалците од околината на Груевски најдобро ќе го. Меѓутоа, чувствувате ли губење на гласови, особено на македонски гласови? Како ВМРО оди со оваа риторика и подолго траат овие пленарни седмици? Така вие како да не сте одлучна власт, еве да речеме, партија која треба да дојде на власт. Ниту јас, ниту партијата не гледаме од призмата која што ја кажавте, дали во моментов губиме гласови или не, тоа е популистички пристапи, тоа така ВМРО да делуваше. Напротив, ние гледаме дали е нешто исправно, правилно, законски и по устав. Верувате дека оваа година ќе дојдете на власт, односно ќе ја земете власт? Веруваме апсолутно, бидејќи ги имаме сите предуслови да ја превземеме власт. Ние имаме според устав обезбедено мнозинство од 67 пратеника. Сакале ВМРО ДПМН или не сакале, тоа е патот кој што е тргнат е тој. Повторно ќе кажам, жал ми е што Ѓорги Иванов и пратениците од ВМРО ДПМН се последната пречка на тој пат на мирно предавање на власта и патот на правдата кои што сакаат да го спречат само да го спасат Никола Груевски, Сашо Мијалков и околината од одговорност. Меѓутоа, ќе има реформска влада, ќе има нови институции и секој што сгрешил по закон, крадел пари од граѓаните, ќе мора едноставно да одговара. Во оваа држава мора едноставно еден ден да се бидејќи сме на крај на емисијата, Илиовски, од што навистина јавноста можеби се плашеше дали ќе дојде до тензии и кога се обиде СДСМ користејќи ги овие членови од деловникот да ги толкува дека може да се измени редоследот, дека може да се избере побрзо председател на комисијата, не велам директно дека се закани ВМРО ДПМН, меѓутоа се почувствува дека во превод народски кажано, дека нешто ќе им направите на СДСМ во собранието или надвор. Ништо нема да им направиме на СДСМ, ние само ќе го практикуваме деловникот, законот и како ќе кажам. Што ќе се случи ако тие тргнат со некоја стратегија за измена на сето ова? Значи закони си има во оваа држава и тие закони треба да се почитуваат. Меѓутоа ако тој инсистираат за измени во редоследот на точките, ако најдат начин тоа да го направат. Видете, ние може да инсистираме на што сакаме, меѓутоа ако деловникот вели дека нема измени на точки во време на расправа по точка, тоа не може. Како ќе го спречите тоа? Тоа не може. Тоа не вели така. Видете, што расправа со блокада на говорницата, што можам аз да кажам, тоест ние како ВМРО ДПМН што можам да кажам? Прво само една мал коментар, значи никој не е против тоа да криминалците си одговараат за тоа што го направиле. Меѓутоа мора да си почнете од вашите редови, вашиот лидер Зоран Заев нека се појавува на судскиот процес за подкуп, нека не бега, зашто за да го одложи. Нека не бега, нека си оди на судскиот процес. Тоа е едната работа. Втората работа, ние како партија нудиме решение. Две опции понудиме. Да, кажувате цело време. Меѓутоа што ќе се случи во парламентот? Ако смета дека треба да дојдат на власт,
нека се откажат од тиранската платформа. Факт е дека тоа не го прифаќаат. Извинете, ќе му и дајме подписите, нека си направат влада, па нека судат, нека владеат. Во парламентот. Меѓутоа што ќе се случи ако тоа во парламентот се обидат да го направат? Јас не знам нити го замислувам дека треба да го направат. Нити ми е на крај памет дека некој ќе направи нешто во парламентот. Парламентот е највисокиот законодавен дом. Нема да ништо насилно. Ви кажувам законодавен дом. Јас не гледам друг начин освен да се почитува деловникот. Друг начин не гледам. Кога ќе заврши? Тоа не знам. Кога ќе заврши, кога ќе се заврши дискусијата по оваа точка. Јас ги прашав дали годинава ќе дојдат на власт, ќе дозволите ли да дојдат на власт? Кога ќе заврши дискусијата по оваа точка, ако нема процедурални од нивна страна, ќе заврши побрзо. Па ќе се премине на втората точка за и ќе најдете нов начин да не се тоа го кажат Зоран. И решението кој што ние го нудиме е јасно и гласно кажано. Што... Нови предвремени парламентарни избори заедно со факт е дека тие барат разврската во парламентот. Она за што се согласивте е да почнете со одморот од утре. Сите граѓани на Македонија, празникот Великден, оние кои го празнуваат, православните верници го почнуваат од петок, останатите го имаат и понеделник. Како вака секогаш се договарате за тие работи, немате никаков проблем? Не е така да за во четврток да не работите. Видете се. Тоа не можеме никогаш граѓаните го сватиме. За плати се договарате, за патни трошоци се договарате. Како успевате да се договорите за најбанална работа на крај ве прашувам? Јас да нема тука проблеми. Минатиот четврток баравме да се работи во петок, Велјановски не изигнорира и рече нема да се работи во петок. Добро, има ден за граѓаните. Евак, Зоран Илиовски многу добро знае, бевме заедно пратеници во минатиот мандат. Ние често пати дори и за некои не толку битни законски решенија сме останувале до 20 часот, до 21 часот, до 22 часот за Дамјан Груев универзитетот. А зошто сега им се согласивте за четврток? Ние апсолутно не сме се согласиле. Зато не ви оди во прилог. Треба побрзо да се заврши сето. Апсолутно не сме се согласили и секој ден во 5 за 6 зема некој од нашите пратеници процедурално и бара седницата да продолжи после 18 часот. Бараме да се работи во петок. Меѓутоа, господата од другата страна на кои што многу им се дебатира, зошто не ќе до 6. Зошто не да се разбериме? И ова е вртање на вистината. Значи во деловникот јасно во четврток не пишува дека не се работи пред празник. Јасно и гласно е кажано дека работното време на собранието Добро, сега ви одговара па се го премина. Видете, јас сум известуваш 20 години. Председателот го кажа тоа. Ако имало изгледи дека нешто ќе се заврши уште 3-4. Не, видете сега. Ние сите сме сведоци на дебати на 50 луѓе пријавени за говор. Не е така. Да останеме уште колку сте 2 сати. Луѓето не се наивни, јавноста не е наивна. До 12 наполно ќе заседало. Зошто еве во четврток мислите дека не треба да дебатирате пред празник? Сега пред празник. Да, зошто си го земавте тој ден? Празник. Ама добро имате 50 за дебат. Во договор со сите пратенички групи, да речам групи во собранието. Нема пратенички групи во собранието. Кој во договор со сите партии или коалиции? Да само во договор, Зоран. Значи ве молам. Јас не можам ова го сватам, верувам граѓаните ќе го слушна и ќе судат. Прво колегата Илиовски не му беше логично. Односно не му беше логично да го вели, па добро Груевски не е во собрание, ама сега да не се враќаме затоа што имам уште минута, мора да завршим. Сега не му е логично да сме работеле. Се договорите или не се договорите? Сега не му било логично да работиме кога сите работат. Зоран, знаеш дека и за закони кои што не биле толку клучни и битни, сме останувале до 20 Факт е дека собранието утре не работи, дека продолжува во вторник. Дебатата, јасна е целта да се спасат криминалците. Ќе видиме како ќе заврши сето ова и се надевам дека идната среда повторно нема да прашувам каков е планот на СДСМ и ВМРО, исто така дали сето ова ќе се заврши поскоро и мирољубиво. Ви благодарам за оваа дебата и на двајцата. Останува да ве слушаме во парламентот како ќе ја водите битката понатаму. Ви благодарам вам, почитувани гледачи, за вниманието и се гледаме по великденските празници идната среда.